Денеска во Националната установа Центар за култури Бели Могри, во соработка со ЛУ музеј на град Скопје и Јапонската амбасада, а во рамките на проектот Музеум Линк, вмрежување на музеите, е отворена изложбата на јапонски графики од правецот укијое, од јапонските мајстори на дрворезот од 17-тиот век. Организатор на изложбата е Јасминка Намичева, кустос советник, архитект во Музеј на град Скопје, која е координатор на Музеум Линк. Особено ми е драго што денеска во Кочани преку проектот Музеум Линк, кој вмрежува 30 институции од областа на културата, имаме можност да ја представиме изложбата укијое, односно светот кој лебди, лебдечкиот свет. Тоа е 28 принтови, графики донесени од Јапонија, од јапонски мајстори, мајстори на дрворез. Овие графики се изработувани од почетокот на 17-тиот век и се надевам дека ќе бидат добра провокација за граѓаните на Кочани, љубители на уметноста, да дојдат, да ги погледаат, затоа што ова е уметност која може да се види во светските музеи. Овие графики се прогласени за културно наследство на Јапонија и еве можност и луѓето од вашиот град да ги видат одблизу и да уживаат во нивната уметност. Изложбата ќе биде поставена до 2 јули 2018 година. На отворањето присуствуваше и господја Кеико Ханада, прв резидентен амбасадор на Јапонија во Република Македонија и во владата на Република Македонија. На изложбата се поставени 28 копии од јапонски графики, верификувани како исклучителни укијое уметници не само во Јапонија, туку и надвор од неа. Голем дел од нивните дела се наоѓаат во реномирани музеи низ светот, а дел се наоѓаат во Националниот музеј во Токио, кои што се прогласени за културно наследство на Јапонија од исклучителен интерес. Станува збор за јапонски графики од правецот укијое или лебдечки свет, кој што се јавува на почетокот на 17-тиот век во Јапонија, каде што мајсторите на своите графики ги представуваат убавите жени, сумоборачите и портретите на воините. Тие се обседнати со моменталната женска убавина воопшто. Свртени се кон сликање на убавици во изложени фигури, богати кимона и ликови од театарски представи. Ја сликаат не само убавината на лицето, туку и мекоста на телото, нежноста на кожата, будејќи најразлични визуелни, текстилни и други сензорни импресии од различни жени.